Во 2025 година македонските граѓани ќе може да седнат во авион и за само неколку часа да слетаат во Дубаи, Барселона, Лион, Штутгарт, Базел и Истанбул. На барање на диаспората се воведуваат и два нови директни летови до Женева и Париз. Линијата Скопје-Париз ќе започне да оперира од 2 април, а Скопје-Женева од 3 ноември годинава. Од 30 март од Скопскиот аеродром 2 пати неделно ќе се лета на релација Скопје-Дубаи и обратно. Летот Скопје-Барселона-Скопје ќе биде пуштен од 30 јуни, а истиот месец по 3 пати неделно ќе се лета и од Скопје до Лион и до Штутгарт на Охридскиот аеродром. Новина се линиите Охрид-Базел 2 пати неделно, а редовна линија ќе има и од Охрид до Истанбул 4 пати неделно. Визер е авионската компанија задолжена за новите летови за Штутгарт, Базел, Барселона и Лион. EasyJet за Париз и Женева, Fly за Дубаи, Turkish Airlines за Истанбул. Според надлежните, се преговара и со компанијата Qatar Airways за нивна авиолинија од Скопје. Министерот за транспорт и врски Александар Николовски најави дека по Белград и Истанбул, Скопје ќе стане третиот град на Балканот од каде што ќе се изведуваат и прекуокеански летови. Повеќе детали за сега не се соопштуваат. Инаку државата ќе дава по 9 евра за патник што ќе пристигне на Скопскиот, а 12 евра за патник што ќе дојде на Охридскиот аеродром. Со новите линии властите очекуваат 200.000 патници повеќе. Во моментов на Скопскиот аеродром во лето оперираат 47 дестинации, а на Охридскиот 8, додека во зимскиот период 38 од Скопскиот и 4 од Охридскиот аеродром. Во првите 9 месеци од лани на Скопскиот и Охридскиот аеродром биле обслужени 2,4 милиони патници, или околу 3% повеќе во споредба со претходната година.